Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Половина час информации за денешните актуелности. Утре национална екоакција Македонија без отпад. Ке се чистат урбаните подрачја. Акциите денес ги започнаа најмалите. Не може СДСМ да ја заекне средната класа во државата. Кога стечајците се бореа за опстанок, СДСМ не помогна, вели лидерот на стечајците Стојан Стојанов. Во Кочани се промовира монографија за кочанскиот ориз. Опфатени се сите аспекти поврзани со оризопроизводството и влијанието на оваа култура врз општествените текови. Кампањата Македонија без отпад и годинава ќе се реализира и тоа со бројни акции за чистење во текот на утрешниот ден. Националната акција за чистење денес ја започнаа најмалите во градинките. Македонија без отпад е заеднички проект на Министерството за животна средина и Ајде Македонија, Асоциација за чиста животна средина. Проектот Македонија без отпад 2015 во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање и Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, иако планирана за утре во Штип, денес ја започнаа најмалите од детските градинки. Тие расфрланиот отпад го собираа, а потоа го селектираа во посебни канти за различен вид на отпад. Инаку ние секојдневно ги едуцираме децата за да зачуваат нашата околина да биде чиста, да имаме чиста околина, за да имаме здрав живот. И мислам дека денес успешно беше реализирана оваа акција. Децата го собраа отпадокот што беше во нашиот двор и го селектираа во кантите. Денес нашиот двор го чистевме. Од Отпадоци. Ова не е прв пат децата од градинките да се вклучени во ваков вид на акција. Во текот на учебната година имаме планирано неколку работилници со родителите и активности со самите деца, со цел да ја подигнеме стварно на високо ниво еколошката свест кај децата, еколошката свест и кај самите родители и кај нашите вработени. Најмалите беа предводници на утрешната национална акција за чистење на околината од отпад во рамките на проектот поддржан од државните институции, локалната самоуправа, јавните и комуналните предпријатија, невладините организации, здруженија на граѓани и местното население. Освен наведените институции, кон акцијата утре ќе се придружат и учениците од основните и средни училишта. Заедно со своите наставници, ќе се вклучат масовно во расчистувањето на своите дворови и околината на околу училиштата во акцијата Македонија без отпад. Вработените во локалната самоуправа и јавните предпријатија ќе се вклучат во акцијата со чистење на 3 локации. Општинската администрација ќе чисти во населбата 8 ноември, втората е локација на Света недела, каде што вработените заедно со директорот на јавното комунално предпријатие ИСАР ќе чистат во Света недела, и третата локација е јавното комунално предпријатие Стипион ќе чисте во поранешно нервно оделение. Се надеваме дека како и минатата година, така и оваа година ќе имаме успешност со оваа акција со оглед на тоа дека ние стануваме град со се помалку и помалку отпад на територијата на самиот град. Националната акција Македонија без отпад, чија цел е граѓаните и сите засегнати страни организирано да се вклучат во чистењето на околината од отпадот, ќе се реализира во претподневните часови, поточно во период од 9 до 11 часот. Од Центарот за управување со кризи со апел до граѓаните, доколку забележат неовластено складирање на отпад, може да се јават на бесплатниот телефонски број 195. Јавното предпријатие ИСАР Штип од денес е со збогатен возен парк. 2 трактори наменети за собирање комунален отпад од местата каде со камиони за отпад не се стигнува. Од утре се пуштаат во употреба. Идната година ИСАР планира да набави камион кипер, липкер и возило за чистење канали. Од денес јавното предпријатие ИСАР со нова механизација. Возниот парк го зголеми со 2 нови трактори. Тракторите се во вредност од 2.100.000 денари. Тракторите се со приколица, ќе бидат пуштени во комунална хигиена, се со цел за да се подобри хигиената во нашата општина, односно за местата каде што нема пристап со камион, ѓубрето ќе се зима со трактори. Ги купивме 2 нови трактори од наши средства на јавното предпријатие. Тоа се трактори од фирмата Тафе, значи индиски трактори,
45 конја снага, нешто појако тоа што ги имаме со автоматски меја, со автоматски волан, приколици две нови. Со тоа го зголемуваме годината на старост на возилата што ги имаме во јавното предпријатие ИСАР. Со набавката на двете возила, претходно што ги набавиме метачките, косачките, сега тракторите. ИСАР пред неполни 2 месеца се збогати со 2 нови камиони и 2 косачки. Инаку во планот за јавни набавки и програмата за 2016 година, ИСАР предвидува да набави еден камион Кипер за потребите на целото јавно предпријатие и Каралџет. Продолжуваме со политика. Вчерашната изјава на лидерот на опозицијата Зоран Заев во Штип за јакнење на средната класа предизвика реакции кај лицата кои долги години имаат нерешен статус како стечајци. Сдруженијето на стечајците со јавно прашање кон Заев. При вчерашната посета на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев во Штип, тој даде изјава дека опозицијата има проекција за враќање и зајакнување на средната класа во Македонија. Оваа изјава предизвика реакција од стечајците чии долгогодишни барања за трајно решавање на проблемот не беа решени во времето на владењето на СДСМ. Револтирани се поради изјавата на Заев, кој вчера вети дека ќе обезбеди по 850 евра приход на секое семејство. Конечниот наш таргет е да создадеме средна класа. Средна класа во која што вкупниот приход по семејство би бил во доменот на она што значи средна класа за македонски стандард. Тоа е 45.000 до 50.000 денари по семејство, 4члено на 2 полнолетни граѓани. Лидерот на стечајците Стојан Стојанов вели дека СДСМ долги години додека беше на власт тврдеше дека нема ниту по 100 евра месечно за стечајците со над 25 години работен стаж и со нерешен статус. Знаеме, јас баш лично знам како беше кога ние баравме по 100 евра да се даде на луѓето, тие викаа дека финансирајот буџет на Република Македонија ќе дое во колапс доколку бидат згрижени тие луѓе. Меѓутоа се виде, после толку години државата си постои, се функционира, така да не било тоа проблем. Меѓутоа тие немале никаква доблест да се реши средната класа, која беше најпогодена во транзицијата, во нивното владење, а сега на истата карта манипулација со истите луѓе сака да добијат некој поен, меѓутоа мислам дека луѓето не се со кратко памтење, тие памтат. Стојанов јавно го прашува Заев дали неговите вработени во Струмица во фирмите на Заеви земаат поголема плата од минималната. Штипските социјалдемократи денес се огласија за проблемот со натрупаните долгови на основните и средните училишта во Штип за превоз на ученици и за огрев. Од училиштата велат дека имаат залиха од нафта за огрев, а долгот кон превозниците се намалува. Огромни 770.000 евра должат 9 училишта во Штип, 5 основни и 4 средни. Долговите се главно за неплатен превоз за учениците и за нафта за грејање. Речиси половина милион евра должат само 2 училишта. Најголем долг има медицинското училиште Јане Сандански над 260.000 евра, а училиштето Колен Ектени должи 220.000 евра. Ова се податоци за 2014 година, а од училиштата коментираат дека долговите се намалуваат и дека имаат залихи на нафта за огрев за период до крајот на првото полугодие од оваа учебна година. Овие 2 години училиштата во Штип функционираат безпрекорно. Сите обврски се подмируваат редовно, а се редуцираат и старите долгови на училиштето. Општина Штип овозможува и во секое време ќе овозможи наставниот процес да тече без проблеми. А што се однесува до снабденоста со енергенси, сите училишта имаат доволно нафта за грејење во следниот период. Комплетно се платени сметките за струја и вода, а отплаќањето на старите долгови се следи, при што општината е подготвена во секој момент да помогне со цел да не трпи наставата и учениците, стои во известувањето од локалната самоуправа. Утре во село Драгобраште, општина Виница, ќе се постави спомен плоча на револуционерот Ангел Винички. Настанот е со почеток од 11 часот. Ангел Винички е македонски револуционер, учесник во подготовките на Илинденското востание и курир на Гоце Делчев. Организатор е на тајниот канал од Виница до Кјустендил, а изработувал и бомби.
Откриен е насад на канабис на локалитетот Централата Атар на општина Пехчево. Лишени од слобода се двајца од Пехчево затекнати како берат листови од канабис. Се работи за ШД на возраст од 26 и 24 годишниот Ф. Двајцата од Пехчево како берат листови од засадениот насад и ги ставаат во ранец, каде се пронајдени листови од стебло и едно откорнато стебло од засадениот насад. Извршен е претрес на домовите на ЕВ и ШД, каде се пронајдени дополнителни материјални докази во врска со извршеното кривично дело. И на колицата се познати на службата од областа на недозволена трговија со дрога. Со следниот прилог одиме на градскиот пазар во Штип. Ајварските пиперки се најзастапени, но не се и најбараниот артикал на пазарот денес. Во екот на спремањето зимница со предстојната зимска сезона на денешниот пазар во Штип, продавачите велат дека повеќето граѓани завршиле со подготовките и дека вреќите полни со ајварска пиперка најверојатно ќе се ги вратат дома. Продаваме патлиџани, пиперче нешто, ама тешко иде пиперчето нешто. Патлиџано добро е, пипер трош патлиџано. И па има 40 розов, црвен 30, 20, спрема работа. Прилично се троши. Колку е цена? 20 денари. Најмногу потрошувачка денеска имаше на модриот патлиџан, на пчинката, како и на холандската сорта патлиџан, за кој трговците велат дека во последно време е повеќе побаруван од потрошувачите. Да, ние трета година го продаваме, иначе холандско семе. Многу повкусен е, многу се троши, најмногу го трошиме него. Го знаат луѓето и идат зимат и за евери стават и за така за пражен многу вкусен. Многу повкусен е. Колку е цена? 10 динари е парче и 3 за 20, помаленички. Помлади. Тај е наше производство, црно и тај. Да. А многу повкусен е од црниот, од модриот шувикот. Да. 5 динара, па кома и веќе и понаправија, тие сега поситни за нешто, за, кога ти кажам, за прават разни работи, печат, пустат. Зеленчукот и овошјето се собствено производство на самите трговци. Тоа е лично наше производство, не е под фолија, сочна краставица, стара градовска краставица. Се трошат ли? Па се трошат. Колку е цена? Цената 30, 25, 20, некогаш зависи од потрошат, од луѓето како имаат жел. Сепак цената на ајварската пиперка во овој период е пониска од пред 2 недели, кога цената се движеше од 30 до 40 денари за килограм, сега цената изнесува од 20 до 30 денари. Во Кочани се промовира монографија за кочанскиот ориз. Опфатени се сите аспекти поврзани со оризопроизводството и влијанието на оваа култура врз општествените текови. Во присуство на голем број научни и културни работници и граѓани во Кочани е промовирана монографијата Кочанскиот ориз на стопанско-културната манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Издавањето на делото е по иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, кој обраќајќи им се на присутните истакна. Идејата за ова произлегува е дадена од еден наш покоен новинар, Ангеле Ајтовски, кој што во далечните 80-ти години се залагаше да она што е одбележување на градот Кочани, она што е одбележување на Кочанското поле, треба да се одбележи на хартија, бидејќи сето она што не е напишано на хартија, некои од професорите по новинарство велат не како да не постоело. Тоа не важи за оризот, оризот постои иако не е забележан, меѓутоа за него се пишува на многу места, во многу дела, дали во економијата, дали во научните установи, дали во земјоделските учебници, се пишува секаде. Меѓутоа, едно вакво дело, каде што главен актер ќе биде оризот, ние имаме издадено далечната 1948 година и ова, спрема нашите информации што ги имаме, е прво вакво дело кое што ја видува светлината на денот. Инаку монографијата има за цел на едно место да се обединат најразличните аспекти на производството на ориз кај нас, заедно со сите траги и белези што како култура ги оставил и остава во општествениот живот и во животот на поединците. Книгата е значајна од аспект
на праксата, науката, традицијата, стопанството. Значи тоа е едно вредно дело кое што представува база, односно основа за надоградување и за творење на вакви слични дела во иднина. Генерално, сите 6 автори кои што бевме вклучени во изработката на оваа монографија, се поделивме во 2 тима, од кои што едниот тим беше предвиден да го обработи делото од научен аспект, во кој што беа вклучени 3 професори од Институтот за Орис, сегашни и поранешни, додека во другиот тим во кој што влегувам и јас покрај Љубинка Ајтовска и Ванчо Петров Фафа, бевме предвидени да го подготвиме делот кој што е повеќе од популарен карактер, значи за пошироката публика. Во тој дел беа опфатени неколку различни поглавја во кои што се обработува историјатот на Оризот, патот по кој што пристигнал во Македонија и во Кочани. До сега во научната и стручната литература постојат голем број на научни и стручни трудови поврзани со различни области од производството на ориз и неговата преработка. Меѓутоа, како и други напишани материјали, исто така поврзани со оризот, но ова дело, монографијата за кочанскиот ориз, обединува содржини од различни области. Значи, како од областа на науката, така од областа на производството, на културата, историскиот тек на развојот на оризопроизводството кај нас и така натаму. Во монографијата се застапени 200 колор фотографии и речник на помалку познати зборови поврзани со оризопроизводството, ни изјави Љубинка Ајтовска, една од авторите во монографијата. Монографијата Кочанскиот ориз ја промовира Емилија Симеоновска, професорка на Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и Родна Величковска од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Премиерот Никола Груевски денеска во Њујорк имаше обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации, а потоа се сретна и со генералниот секретар Бан Ки Мун. Премиерот Груевски за време на приемот организиран од американскиот претседател Барак Обама ја имаше и првата неформална средба со неговиот грчки колега Алексис Ципрас. И на оваа средба било отворено прашањето за името и можноста за заедничка средба. Убиен напаѓачот во кампусот во Орегон. Американските медиуми објавија дека 26 годишниот Крис Харпер Мерсер е убиецот на 10 луѓе во коледжот во градот Роузберг во американската сојузна држава Орегон. Мерсер бил застрелан од полицијата, според која напаѓачот со себе носел големо количество муниција, панцир и бил тешко вооружен. Во нападот биле убиени 10 лица, а 7 други се повредени. Инаку претходните проценки беа дека бројот на жртви и на повредени е многу поголем. Американската армија соопшти дека 11 луѓе загинале, меѓу кои 6 членови на американските служби при уривањето на воен транспортен авион во Авганистан. Авионот се урнал околу полноќ по локално време кај аеродромот во источен Авганистан, во близина на границата со Пакистан. Американски представници информираа дека е во тек истрагата за причините за инцидентот. Полковникот Брајан Трибус потврди дека екипажот и патниците се мртви, додавајќи од меѓу нив има и 5 цивили кои работеле под договор за тренинг мисија предводена од НАТО. Во недела ќе се одигра редовното 9-то коло од првата македонска фудбалска лига. Во досегашните одиграни надпревари актуелниот шампион Вардар и екипата на Шкендија продолжуваат со трката за првото место. Минатото одиграно коло на стадионот во Кочани, Брегалница успеа да освои 3 бода против екипата на Хоризонт Турново и се искачи на 6-та позиција. Надпреварите од 9-то коло ќе се одиграат со почеток од 15 часот. Фудбалскиот клуб Брегалница ќе гостува кај екипата на Ренова. Интересно се очекува да биде и во дуелот помеѓу Шкупи и Шкендија. Вардар ќе гостува во Кратово кај Силекс. Турново ќе пречека екипата на Царев двор и екипите на Скопје, Работнички и Металург. Моменталната бодовна состојба изгледа вака. Шкендија е на првата позиција со 21 поен, Вардар на втората со 20, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Бргалница 9, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени.
Ова е се во ово издание на Дневникот. Повеќе содржини за денешните случувања гледајте во Дневникот во 20 часот.